Браната Палјурци ќе се полни од хидросистемот Спас за Дојранското езеро. 5 месеци откако системот престана да работи, владата му нареди на Министерството за животна средина и просторно планирање да го рестартира хидросистемот. Целта е земјоделците од општина Богданци да имаат доволно вода за наводнување и да не трпат штети. Инаку владата даде наредба хидросистемот да престане со работа во март 2022 поради енормно високи сметки за електрична енергија кои изнесуваа и до 300.000 евра месечно. Вработените во хидросистемот велеа дека предпријатието се распаѓа и дека се крадат делови од мрежата. Јас имам реагирано во повеќе институции, во полиција, до моите претпоставени во Скопје, до Министерството. Значи се деградира системот, секој ден се деградира. Денеска шахта, утре штраф, вентил. Системот се протега на 22 км, тешко физички да се обезбеди системот. Значи ти на оваа страна, ако гледаш на другата страна, некој ќе го демолира. Значи од ден во ден системот се деградира, секојдневно се деградира системот. За системот е заинтересирана и општина Дојран. Градоначалникот Ангов апелираше дека системот мора да е во функција барем одреден период во годината, кога ќе има потреба за надополнување на изгубените количини вода во езерото. Хидросистемот знаеме дека беше за спас на Дојранското езеро и навистина многу помогна во враќањето на водите во Дојранското езеро. Но во моментов, како што забележувате, имаме голем проблем со водостојот, бидејќи имаме повеќе вода отколку што ни е потребна и нема никакви потреби да функционира тој хидросистем во овој момент. Да, секако треба да биде во функција и да се активира во моментите кога што губиме поголеми количини на вода, односно во летниот период. Но и во овој момент висината на водостојот е задоволителна и мислам дека и уште треба да се намали. Така што нема потреба од функционирање во овие моменти, но и по сите укажување на експертите кои што правеа испитувања на водата и карактеристиките на тие води кои што влегуваат во Дојранското езеро, укажуваат дека го нарушува на некој начин и биодиверзитетот во Дојранското езеро, но не до тој степен да биде штетно. Хидросистемот почна да работи пред точно 20 години во 2002 година за спас на Дојранското езеро на коему се закануваше еколошка катастрофа.